Добар ден, добар ден. Добре дојдовте. Во текот на денешната панел дискусија веројатно ќе влегуваат уште луѓе бидејќи е блокирано низ центар, меѓутоа би било коректно ете на 15-16 минути од закажаното време да почнеме. Добре дојдовте, значи им благодарам пред се и да ги поздравам и да ги представам млади европски федералисти, организаторот на оваа панел дискусија наречена Декриминализација сега, кој што посегна кон Сдруженијето Билка, Сдруженијето кое што се веќе организира серија вакви дебати на кои што се дискутира, преиспитуваат начините, политиките, моделите за легализација или декриминализација на канабисот. Денеска имаме една таква панел дискусија. На овие дискусии често се собираме многу лица кои што се познаваме и се повторуваме, меѓутоа денеска ете гледам и некои нови. Убаво е во 2018 година да се каже дека веќе имаме политичари и пратеници или пратенички кои што отворено на оваа тема зборуваат, меѓутоа и се застапуваат за некои работи за кои што веројатно до пред само неколку години сме се застапувале само ние или и сме можеле само да си посакуваме да имаме политички представници од овој вид и затоа денеска ја имам таа чест. Јас сум Ивана Драгшик, како гостинка, модераторка на Билка и на млади европски федералисти на оваа панел дискусија. Ќе ви ги представам нашите денешни панелистки и панелисти. Имаме по 10 до 12 минути за секое нивно излагање. Оставаме после нормално повеќе време за да имаме прилика за дискусија. Ве молам да, кога ќе дојде моментот за поставување прашања, да не влегуваме во диалози и преписки, туку формулирајте си ги прашањата и коментарите на начин на кој што би зафаќале најмалку време, а би биле најпрецизни и би можеле да се одговорат и искоментираат од нашите панелисти. Секако после тоа имаме прилика, доколку се случува тоа, доколку дојдеме до некоја по-контроверзна тема или несогласување, или потреба од дообјаснување и дискусија, после панел дискусијата имаме прилика со пијачки разговор да го направиме тоа надвор. Сега нема да ве најавувам сите одеднаш, туку како на кој ќе му давам збор. Денеска ќе почнеме со Јулијана Николова, пратеничка од Либерално-демократската партија, професорка по информатика на ПМФ. Таа ќе зборува за легализација на канабисот низ призма на човековите права и либерализмот. Јас ќе ве известувам, да речеме, на 5 минути, дека имате уште 5 минути, колку да имате осет како да се структурирате. Повелете. Ајде да почнем вака. Почитуван председателе, почитувани колеги пратеници, почитувана јавност, денес пред нас го имаме законот за декриминализација на канабисот во рекреативни цели. Морав малку да повежбам, се извинувам. Меѓутоа, убедена сум дека ова наскоро ќе се случи во Собранието на Република Македонија. Како што ме представи Ивана, јас сум пратеник во Собрание од Либерално-демократската партија. И она што ние се застапуваме овде во Македонија како либерални вредности, некаде на запад веќе сосема мејнстрим, но не и се. Еве денеска сме тука да проговориме за некои темелни вредности кои се однесуваат на либерализмот во контекст на нашава тема декриминализација на канабисот за рекреативни цели. Постојат некои темелни вредности за кои што ние се застапуваме, како што се слобода, човекови права, понатаму толеранција, либерална економија и така натаму. Кога зборуваме за слобода, пред се мислам на слободата на избор. Доаѓајќи наваму, размислував дали да си купам цигари. Јас сум пушач друштвен, кој пуши само во друштво, и имав избор дали да го направам тоа, дали да си купам цигари. До толку повеќе, дури кога влегов внатре, имав избор да изберам какви да си купам. И никој не застане да ми каже, ама слушај, тоа е штетно, може да ти создаде зависност, може да имаш проблеми после тоа, може да има некоја сликиче, меѓутоа нема проблем, нели? Не читаме, не обрнуваме внимание на такви работи. Имав право на избор. Исто така имаме избор доколку сакаме да купиме алкохол. Сега, нели, со новиот закон можеме тоа да го правиме и после 7 часот. Каква придобивка неверојатна.
Значи имаме избор дали ќе конзумираме алкохол или не и многу ретко некој се осудува каже немој, тоа е штетно, тоа создава зависност. Можеме да конзумираме исто така после напорниот ден или после некои тешки моменти, седативи, диазепамоте, нели, еден од нашите заштитни знаци, и повторно никој нема да каже, ама знаеш, немој, тоа е штетно. Сега, доколку јас сакам да конзумирам канабис во рекреативни цели, ризикувам. Тука имаме огромен ризик. Ризикувам да бидам криминалец, бидејќи тоа е криминална активност се уште. Поседувањето и конзумирањето во рекреативни цели во Македонија се уште представува криминализирана активност. Знаете, слободата на изборот е неприкосновено човеково право. Човековите права ниту некој може да ни ги даде или одземе, тие ни следуваат со самото раѓање, ниту се продаваат, ниту се купуваат. Кога зборуваме за човекови права, пред се мислам на односот на човекот поединец со државата, односот помеѓу луѓето, помеѓу поединците, во контекст на ова наша тема денес. Доколку јас користам канабис во рекреативни цели, не наштетувам на никој друг, не ги нарушувам човековите права на другиот поединец. Исто така и во односот поединец-држава не гледам како со тоа и наштетувам на државата. Апсолутно немаме никаков аргумент дека со нашата активност ќе наштетиме на друг поединец или на државата. Вообичаено, да речеме, кога разговараме за либерализмот, кога доаѓаат нови членови, секогаш велиме што е поважно, државата или поединецот. Некој ќе каже и државата, меѓутоа, нели, тоа не е либерална определба, секогаш го ставаме индивидуата и поединецот на пиедестал и на прво место. Меѓутоа, еве, кога зборувам и за државата, понатака и сигурно и колегите кои ќе зборуваат повеќе за економската оправданост, за правната рамка, ќе ги доловат сите аспекти кои што се однесуваат на позитивниот однос од решавањето на ова прашање во однос на државата. Јас цврсто сум убедена дека државата може да стави рамка одредена законска, меѓутоа не може да ми каже каков партнер ќе имам јас, дали ќе имам истополов партнер, дали ќе користам марихуана во медицински цели, канабис во рекреативни цели. Тука, апсолутно, тоа е мој личен избор и лично човеково право, како јас ќе се однесувам во однос на тоа. Ако зборуваме за аспектот на толеранција, и тоа е еден од аспектите на либерализмот, значи јас не би сакала сега овде да промовирам партиски вредности, далеко од тоа, зборувам само за еден либерален концепт и еден либерален аспект на нештата, кој што веќе го имаме во сите напредни западноевропски па и пошироко држави, каде што го има во една Канада, Холандија, Чешка, Португалија е лидер во оваа област во однос на позитивните политики и позитивните законски решенија во однос на ова прашање. Јас сега морам да бидам искрена и да кажам дека јас не користам канабис во рекреативни цели, барем до сега не сум користала. И сега ова не го велам за да се амнестирам или за утре да излезам некаде да речем, знаете, ја бев таму, зборев нешто, ама ја не сум таква. Апсолутно поентата ми е друга. Сметам дека не мора да сме лично засегнати со нештата за да бидеме проактивни во општеството. Напротив, не треба да чекам, сега се извинувам ако сум малку груба, да се разболам, за да сватам дека мене канабисот, кој што ќе го користам, ќе ми помогне да си ги олеснам болките. Или пак не треба да чекам да дојде момент кога ќе бидам во потешка депресивна ситуација и да го користам за да ги надминам тие ситуации лични, но исто така и не очекувам дека треба да се оправдувам ако го користам поради лично задоволство, рекреација и поради тоа што тоа е мој личен избор. Како изборот мој досегашен дека не сум користела, меѓутоа еве и днината е пред нас, не знаеме секакви се може да се случи понатаму, изборите наши и нашите преференции се менуваат во текот на животот и навистина затоа сметам дека сите и оние што не сме лично засегнати во одредени прашања во општеството, не само за ова и малку пошироко, мораме да бидеме проактивни
и мораме да размислуваме на овие теми. Мора да се информираме. Јас морам да признаам дека најголем дел од информациите и податоците ги добивам од нашата младина Лидам. Тие ревносно скоро 21 година работат на ова прашање. Ако се сеќавате сега скоро кога беше уапсана една девојка поради користење на канабис во јавност, веднаш излеговме со соопштение дека остро се противиме и ги осудуваме таквите мерки и повторно ги истакнавме нашите заложби кои се однесуваат на декриминализација на канабисот во рекреативни цели. Апсолутно за мене е несфатливо и не можам да поддржам такви активности. Сметам дека една држава која претендира да биде модерна, демократска, да почитува одредени вредности, мора да има одредена рамка, меѓутоа таа законска рамка да биде одржлива. Ние можеме да донесеме било какво законско решение, меѓутоа ако тоа не кореспондира со реалноста, ако не кореспондира со свесноста на граѓаните, која што треба да развиваме во овој правец, тогаш тоа решение на подолг рок не е одржливо. Мора да имаме законски решенија кои што ќе ја следат реалноста. А моментално реалноста во нашава држава Македонија е тоа дека канабисот се користи во рекреативни цели. И сега ние имаме избор да мижиме пред, јас се извинувам, сосем заборавив на телефонот, можеме да замижиме пред таа појава и да се правиме дека не постои, нели? Ако доволно долго мижиме пред некоја работа, тогаш таа ќе исчезне. Нема врска, напротив. Значи, ние треба да завземеме став и како законодавци и како држава треба да понудиме решенија кои што ќе бидат законски одржливи, меѓутоа, како што кажав, ќе кореспондираат и со свесноста и со потребите на луѓето кои што конзумираат, но исто така и оние кои што не конзумираат. Треба да имаме, да изградиме еден заеднички став во однос на тоа. Зошто сме во ваква ситуација денес? Затоа што се уште сме поднебје каде што имаме стравови, митови, каде што не сакаме да се информираме и најлесно ние информациите како ги примаме онака готово со се фолдерот во кој што ни се сервирани, да ги ставиме и не размислуваме за тоа. Тоа не е правилен пристап. Секој од нас има обврска да се информира и да има сознание на што се однесува, кој е контекстот на нештата. Денес барем имаме пристап до интернет, имаме пристап до најразлични податоци, истражувања од релевантни институции кои сите кажуваат на тоа дека канабисот не создава зависност. Канабисот исто така не е докажано дека има штетни влијанија. Ако одиме понатаму, еве од аспект на држава што велиме, доколку канабисот и неговата употреба во рекреативни цели биде соодветно регулирана, тука има бенефити за државата. Сигурна сум дека економскиот дел кој колегата ќе го образложи подобро, ќе даде подобра слика околу тоа. Меѓутоа, тука државата ќе има можност да прибере данок од тоа. Ќе се регулира начинот на кој што ќе се врши целиот тој процес, продажбата, заштитата на луѓето што ќе купуваат и конзументите, да има контрола на квалитетот. Бидејќи сега цел овој процес е ставен во една сива, да не речам црна зона, ние имаме обврска како држава и како една демократија да го вратиме во едни законски рамки. Поседувањето на марихуаната и односно растение дома, зошто да не? Значи постојат луѓе кои од сето тоа си приготвуваат масло, кои го користат во рекреативни цели и морам да бидам искрена, законот за легализација на канабисот во медицински цели даде одреден импут, бидејќи првата маска на оној мит дека тоа е страшно, дека луѓето се наркомани, дека се зависници, почна да паѓа. Тоа даде благ импут, луѓето да почнат да гледаат и позитивната страна на нештата, бидејќи претходно генерално беше априори се отфрла. Тоа не сакам ни да размислувам за тоа. Тоа е во фолдерот на забранети работи и крај. Иако наш став партиски е дека ние не сме задоволни
целосно со законот за легализација во медицински цели, бидејќи знаеме добивме производи кои што се премногу скапи, а не се со соодветен квалитет. И тоа е аргумент плюс зошто луѓето кои што имаат потреба треба да имаат можност дома, нели нормално во одредени законски рамки, правниците повеќе знаат како тоа би било регулирано, да можат самите да си произведуваат масло, да го користат во медицински цели, но исто така, нели, и да го користат и за рекреативни потреби. Оно што е многу важно исто така, бидејќи сум работела во образование долго време, еден куп случаи, тоа е младите го конзумираат и тоа е реалност и ние не можеме да замижиме пред таа реалност. Доколку е законски регулирано, малолетниците веќе ќе бидат ставени под друг третман. Јас цврсто стоам на убедувањето дека малолетниците не треба да конзумираат канабис, меѓутоа после 18 години апсолутно треба да се декриминализира. Навистина, за мене е неприфатливо и она што се случи вчера, луѓе да одговарат како последни криминалци, особено во држава каде што знаеме што се случуваше, што се во минатото и на каков тип криминал бевме како општество изложени од сите аспекти и сега дојдовме до луѓево кои имале 2-3 растенија кои што поседувал мала количина канабис и тие се криминалците последни во општеството. Апсолутно е за мене тоа неприфатливо. При крај сме со времето. Да, би сакал уште неколку само поенти да кажам. Вчера, еве една приказна, имав средба со еден повозрасен, поранешен дипломат и разговарам и кажам, утре ќе бидам на еден панел за декриминализација. Што декриминализација? И ти мислиш дека си нешто многу авангардна? Легализација. Тоа е она што треба да се случи. Меѓутоа, ти си само либерал, јас сум либертаријанец и јас сметам дека тоа е главната работа која што треба да се случи, легализација. Во ред, јас реков, меѓутоа, еве, мојот либерален бекграунд ми дава доволно капацитет да размислам за твојот предлог и да донесам заклучок дека можеби не е така лош тој предлог, дека треба да размислуваме и во таа насока. Значи, слободата е ултимативно човеково право. За да бидеме среќни, а ние наша лична обврска како на луѓе, како на индивидуи, да бидеме среќни. За да бидеме среќни мора да сме слободни. А за да бидеме слободни мора да сме храбри и да се бориме за нашите човекови права. И јас искрено се надевам дека во многу скоро време, како што започнав, така ќе завршам, ќе излезам на некој прес и ќе кажам, денес во Собранието на Република Македонија беше донесен законот за декриминализација на канабисот во рекреативни цели. Ви благодарам. За малце. Благодарам, Јулијана, би сакала да издвојам некои 3 клучни точки што од вашето излагање, а тоа е потребата, правото, можноста да се донесе информиран избор. Тоа е нешто за кое што здруженијата и организациите од цивилното општество кои што се бават со овие теми од секогаш се бореле, можност за носење на информиран избор, дали да или не ќе го правам тоа. Потребата од одржлива законска рамка која ќе ги опфати и корисници и некорисници и последици и така натаму. И ми се допаѓа поентата дека повикот да се биде проактивен и на теми кои што не засегаат лично, директно можеби, меѓутоа индиректно секако не засегаат, така да ви благодарам за овие 14 минути. Сега се префрламе на Дамјан Божиновски, стоматолог и член на Централниот комитет на Левица. Тој ќе го искористи своето време да елаборира за декриминализација и легализација на канабисот низ призмата на капитализмот. Повелим. Еден, два. Предпоставувам дека сите изминатиот период ве зафати некоја еуфорија, посебно со последните информации кои што стигна од Канада, нели таму имаше позитивно поместување по однос на оваа проблематика, нели проблематиката која што регулира канабисот.
гледано на едно глобално ниво, не мислам дека канабисот беше декриминализиран или легализиран во дадени земји, зависно за која земја станува збор, заради некаква лична слобода или не знам некои други вредности, туку заради самата природа на капитализмот, затоа што политичките елити видоа одличен извор за кеш, за пари. Дефинитивно и во Македонија постои дадено поместување на целокупната дебата од прашањето зошто криминализација кон бенефити од декриминализацијата и се надевам во иднина ќе преминеме на прашањето модел на легализација и дали воопшто ни е потребна легализација. Сега налетав на еден интересен податок. Се предпоставува дека во САД до 2025 година во обрат ќе бидат некои 24 милиарди долари, конкретно во така наречената индустрија за канабис. Сега во меѓувреме гледаме и дека и нашиве политички елити го следат на некој начин тој тренд. По дневни вестници предпоставувам дека видовте информацијата дека братучедот на Трајче, мислам на Зоран Заев, Трајче Заев, се вклучува во овој бизнис, нели, за производство на марихуана, а од другата страна имаме сведоци сме на една силна репресија од страна на државата и би го спомнал тука, иако не е меѓу нас, Филип, кој што се соочува, нели, со доста сериозни обвинувања според нели досегашнава законска регулатива. Сега идеално сценарио и став за кој што би се залагал, нели, јас лично во рамките на партијата, во рамки на левица е можност за слободно одгледување на даден број на стебла, нели, дополнително постои можност за консултација колкав број на стебла би можеле да одгледуваат, нели, корисниците на марихуана. Зборуваме тука за рекреативна употреба во делот на медицинска употреба. Сметам дека треба да има некои други правила и јасно да биде одделена, тоест да постои границата помеѓу рекреативна и употреба на канабис за медицински цели. Декриминализацијата ќе отвори прво можност за градење на една реална статистика. Во моментов немаме доволно податоци, често се подпираме на некои странски истражувања, странски статистики. Рачунајте дека во моментот кога ќе се донесе прво законот за декриминализација, ние ќе се соочиме со ситуација на терен да ви се појават лица кои што ќе ви речат да, јас користев, не знам, 20, 25, 30 години можеби марихуана за рекреативна употреба на ваков или таков начин. Во тој момент вие ќе добиете доста драгоцени податоци кои што понатаму, нели, може да ги искористите во градење на реторика за евентуална, нели, легализација на канабисот. Втора работа би се надминал парадоксот, недоволно познавање на канабисот и нема доволно, тоест непостоење на доволно добри податоци кои што би оделе во прилог на декриминализација и легализација на канабисот. Трета работа, доста важна, би се напуштил онај патерналистички однос во носењето на некои законски решенија. Како пример ќе го спомнам законот за забрана на продажба на алкохол после 19 часот. Лично мислам дека немаше никаква смисла законот, нити пак го намали користењето на алкохол. Едноставно слични предлози постојат дури за канабисот. Во САД до такви податоци имам дојдено, така да треба доста да внимаваме на тие работи. Не сум запознаен во Македонија каква е ситуацијата во однос на работодавачите. Во странство, например, има практика да
пред да вработат нели лице на дадена работна позиција, работодавачите ги тестираат нели поединците, работниците, кандидатите дали се корисници или не, посебно на канабис. Повторно кажувам, не сум свесен дали има иста таква практика тука во Македонија. Можеби би требало во таа насока повеќе нели да истражиме. Многу важно, со декриминализацијата на марихуаната би се скршила стигмата која што постои, и лично сметам и јас и ние како левица дека стигмата е продукт на системот. Може интересни податоци да прочитате, еве посебно за историјатот на легализација на канабис во САД. 30-тите години во САД, да видите што се случувало, каква стигматизација постои. Таму имате организирана кампања која што се состои нели во печатење на флаери, филмови, проекција на филмови кои што се занимаваат со оваа проблематика и ги ставаат корисниците на канабис во една многу незавидна и тешка позиција. И најважното прашање, би се отворила вистинска дебата и модус за легализација. Ова е многу важно, бидејќи реално постојат различни модалитети и воопшто дали би сакале да стигнеме до дадена легализација. Тука имате мерка корпоративен, модел, значи цели корпорации да ви се вклучат во производството и во продажбата на канабис, до од другата страна слободно одгледување на едно индивидуално ниво. И секако регулацијата би варирала од едниот до другиот случај. Во овој дел за отварање на дебата и модус за легализација, предпоставувам дека би дошло до групирање и до поделба на фронтот, нели сега тука сите заедно седиме, се залагаме за декриминализација, но мислам дека кога ќе дојде времето да одлучиме дали и каков модел на легализација би сакале, ке имате лица кои што ќе застапуваат неолибералната идеја дека треба фирми да ни произведуваат и да ни продаваат марихуана за рекреативна употреба, и ќе имате поединци кои што ќе се залагаат за нели лично одгледување и користење за себе нели на марихуана. Многу важна поента е како ќе се третира нели марихуаната. Дали ќе ја третирате како комодитет или како некое основно право? Јас сметам дека во капитализам марихуаната единствено може да се третира како комодитет. Тоа значи дека хипотетички кога би се легализирала марихуаната, цените би биле далеку повисоки отколку сега на црниот пазар. Значи треба да бидеме свесни за сите тие работи. Нема да навлегувам за истражувањата, импактот по јавното здравје, бидејќи ќе има и нели друг излагач кој што ќе дискутира на таа тема, и ќе има дефинитивно импакт по целокупниот систем. Значи ќе ви се јават редица на осигурителни компании, разни друштва кои што моментално имаат интерес од системот и едноставно може да ве тргнат настрана како корисници нели на марихуана, бидејќи нема да се согласуваат и да ви дадат исти права како сите други регуларни корисници кои што не користат марихуана. Лоби групи кои што би се бореле против декриминализација и легализација ќе постојат. Најпознати тутунска нели компании кои што се занимаваат нели со производство, обработка на тутун, алкохол, фармацијата дефинитивно. Мислам дека најголем непријател на легализацијата и на декриминализацијата ќе биде фармацијата. Во Македонија имате еден систем кој што дозволува паралелен увоз на лекови, ако
отворите, нели, и ако извршите некакви истражувања, ако видите колку многу препарати се регистрирани моментално во Македонија, значи паралели, кои што би се користеле за дадени индикации, ќе ви стане јасно дека голем дел од фармацевските куќи ќе останат без работа, со оглед на позитивните бенефити кои што ги носи канабисот. Дополнително, тоа е посебна тема, мислам дека повеќе треба да се занимава и медицинската фела со тоа прашање, моменталниот здравствен систем кој што генерира појави како на пример таблетоманијата, марихуаната ќе има некои многу позитивни, барем така сметам, позитивни влијанија и надминување на некои такви состојби. Тоа е, нели, друга тема да ја оставиме за понатаму. Сега поднос на партискиот став, Левица, нели, веднаш после формирањето во 2016 година излезе со став од самиот почеток на формирањето на партијата дека се залагаме за декриминализација и укинување на глобите за користење на марихуаната за лична употреба на полнолетни лица. Сметаме дека конзервативните партии и тоа како ќе дадат отпор, баш пред некој ден налетав на некои слики на социјалните мрежи, каде што ДПМН, тоест УМС, Унијата на млади сили од ДПМН, излегоа со една контрапропаганда против декриминализација или легализација на марихуаната. Овие случаи ќе зачестат во иднина, дефинитивно, значи нема потреба да се криеме, тоа е борбата, таа треба да се бориме. Ние за нашето, тие ќе се борат за нивното. Лично сметам дека при гласање во собранието политички погубно би било за демохристијанското гласачко тело и конзервативните партии да прифатат едно вакво решение, така да не очекува една голема битка. Би сакал уште накратко да кажам збор-два за интерната партиска борба. Мора да бидете свесни дека таа постои и ќе постои понатаму по различни прашања. Значи се работи некогаш за ситни модалитети, но некогаш се и пресудни. Јас чисто како прашање не мора да добијам одговор. Например, ЛДП и ДОМ како партии имат пратеници од 2006 година со мали прекини, нека ме поправат. Баш ми интересира, можеби во неофицијалниот дел ќе добијам одговор зашто точно во 2016 излегоа со ваква кампања за декриминализација или легализација на марихуаната и ние во Левица имавме дадени негодувања, посебно од повозрасни членови кои што се растени во едно друго време кога марихуаната беше стриктно криминализирана и тоа борбата, на крајот одлуживме дека ова е правилното решение, од принципиелна точка и мене ми е искрено мило што се изгласа нашиот став како еден партиски став. Дали е сега дојдено времето за декриминализација и легализација, тоа е интересно прашање. Лично сметам дека во Македонија некои прашања ни по 200 години нема да дојдат на дневен ред. Сега наше е да реагираме, не може да чекаме на политичките чинители кои што не се согласуваат со нашиот став да има одредено подобрување во нивниот став, па да го ставиме предлогот на гласање. Сметам дека веднаш треба да се делува. Ако не се лажам, моментално ЛДП и ДОМ имаат 5 пратеници, нека ме поправат, во собранието на Република Македонија вкупно, да. Левица за жал не освои пратенички мандат. Сега кој е решението? Решението е да поднесеме предлог закон за декриминализација на марихуаната. Ние како Левица би можеле да помогнеме со дадени точно мислења. 15 минути изминаа, само да ти кажам. Да, само уште накратко, уште една минута.
Би можеле нели да помогнеме во однос на подготовката на законското решение, да дадеме евентуално некаков инпут. Ситуацијата е таква каква што е, или ни треба 10.000 подписи, како нели, за да можеме слободно да поднесеме предлог закон до собранието, или владата може да поднесе предлог закон, или пратениците. Во случајов, значи, имаме чиста ситуација, шахмат ситуација, каде што може ЛДП Дом да поднесат таков закон за декриминализација, па потоа да видиме нели како се балансирани силите во собранието, бидејќи на крај крајва не е ни фер ни коректно, можеби некои гласачи гласале точно за дадена политичка опција, баш заради ова прашање, заради декриминализација, односно легализација на марихуаната. Благодарам. Фала ти, Дамјан. Потегна ептен важни прашања, мислам дека ќе ги дискутираме голем дел од нив. Пред се би сакала да се придружам на таа критика, протест или револт или што е да е што го носиме, додека наши пријатели, другари, па и самите ние сме под стрес, притисок, кога палиме джоинт, кога бркаме канабис за да направиме улје за болниот татко, мајка или некој друг близок, додека ете братот на премиерот, тоа што братучет на премиерот нели влегува во тој бизнис јако, значи влегува во производство на оваа билка заради која што сме сите криминализирани и веројатно се произведува за извоз и така натаму, така да би сакала оваа прилика да искористам и да се придружам на тој протест и исто така да истакнам важноста на оваа дискусија што ја отвараш околу начините, модалитетите, декриминализација, легализација, до колку години и колку билки. Искрено би сакала да слушнам некој да ми објасни кога би легализирала, зошто би било легално да имам 3 сакси, а не 4. Искрено сакам логичен одговор за тоа. Се надевам понатаму ќе го добиеме, ако не повторно имаме прилика да дискутираме и секако до сега имавме прилика да слушнеме став и на ЛДП и на Левица, што за нас нели као гласачи и као луѓе во оваа земја е доста важно. Се надевам ќе имаме прилика сега истото да го слушнеме и од Маја Морачанин. Таа е пратеничка во парламентот на РМ, ја представува Демократска обнова на Македонија партијата, специјалист физијатар која што предпоставувам, знаеме со каков став ја пристапува на темата можни придобивки од легализација на канабисот. Повели, Маја. Благодарам и благодарам прво на Билка за поканата да учествува на оваа панел дискусија. Ставот на Дом како Зелена партија и се разбира мојот личен став е дека ние поддржуваме декриминализација на канабис во лична употреба и мислам дека и тоа е фокусот на денешната дебата. Канабисот во употреба, лична употреба, во рекреативна употреба, иако мислам дека и темите употреба на канабис во медицински цели, како и употреба на индустријски коноп, значи во индустријски цели се многу значајни кога зборуваме генерално за канабис и на коноп. Јас и 2016 кога беше донесен законот за легализација нели на коноп, на канабис во медицински цели, имав изјава дека прилично е висок критериумот кој што е во самиот закон даден за како можност за одгледување на канабис за медицинска употреба, бидејќи тоа едноставно станува возможно само за големите бизниси да ги издржат сите тие финансиски трошоци и сето тоа што треба да го обезбедат за да можат да добијат соодветни дозволи. Исто така беше и рестриктивно во поглед на докторите, специјалистите кои можат да препорачаат, значи тој закон и се уште нели е на сила, можат само доктори, специјалисти кои што се од областа на инфективни болести, онкологија, радиотерапија и невролози да дадат препорака до избраните доктори да препишуваат канабис за медицинска употреба и тоа се доктори само од јавното здравство кои работат во болниците. Но добро, тоа е секако да може би тема за друга дебата, но сепак мислам дека и употребата на индустријскиот коноп
заслужува една поширока јавна дебата, затоа што неговата употреба во текстилната индустрија, во производството на хартија, во производство на некои материјали кои што се користат во градежништвото, автомобилската индустрија, биомаса и така натаму, е исто така многу значајно. Но ќе се вратам на она што е фокус на денешната панел дискусија, тоа е декриминализација на канабис за лична употреба во рекреативни цели. Јас лично како доктор не поддржувам употреба на психотропни состојки. Тоа е мојот личен став и став како доктор и еве јако во една ваков состав на публиката сакам да го кажам моето мислење и тоа се базира на моето убедување дека едноставно за да се почувствуваме подобро, хај или порасположени, не ни се потребни психотропни супстанции, дека е тоа чувство кое доаѓа од внатре, а не од надвор, и дека тоа треба, мислам дека ни е потребно едно сосема поинаква едукација во однос на зачувување на психолошкото, менталното здравје и како тоа ние луѓето можеме да бидеме среќни и задоволни сами со себе и со околината, и тоа е наше длабоко чувство кое зависи од нас, а не од надвор. Но тоа е исто така сигурно една тема за друга дебата. Без разлика на мојот став по однос на употреба на канабис за рекреативни цели, тоа е појава која постои во Република Македонија, постои во светот, и заслужува дебата и заслужува третман на начин на кој што ќе го возможи слободниот избор на секоја индивидуа дали ќе користи канабис за рекреативни цели или не. И тука се согласувам со Јулијана во однос на правото на слободен избор на секој граѓанин, зборувам полнолетен, значи над 18 години возраст, да направи избор за тоа дали сака или не сака да користи канабис. И законската регулатива тоа треба да го има во предвид и да го овозможи на начин да тоа биде декриминализирано, затоа што е тоа слободен избор на адултите, на возрастните луѓе. Многу често ние кога носиме некои законски решенија се повикуваме на европската регулатива и тоа се добри искуства, но во случајот на декриминализација на канабисот прилично е шаренолико искуството на европските земји. Прво, нема некоја хармонизирана легислатива на ниво на Европска унија, оставено е тоа на националните законодавства на секоја држава и таму е навистина многу различно и варира од држава до држава, членка на Европската унија, и тоа се по сите основи различни законски регулативи. Некои земји канабисот го ставаат третман од законски, нели, во иста група со сите други психотропни состојки, дроги. Некои имаат различен третман кон канабисот. Исто така, многу е дискутабилно количеството за лична употреба, кое е тоа количество, па така да речеме во Литванија е 0,25 грама, во Германија е 6 грама. Исто така во однос на дозволеното, условно бидејќи пак не е докрај дозволено, одгледување во домашни услови. Имате, например, од едно растение да може да одгледувате, мислам дека беше во Белгија, во Холандија е 5, во Велика Британија 9 и така натаму, така да прилично се различни овие сите регулативи, но она што е заедничко е дека во ниедна земја членка на Европската унија не е легализирана употребата на канабис во рекреативни цели, но трендот е дека се оди кон декриминализација и депенализација, што значи дека употребата на канабис во рекреативни цели да не се смета веќе за кривично дело и да се намалуваат казните, и во некои држави, како што да речеме Германија и Австрија, дури веќе не се ни казнуваат, туку тоа се затвара како некој минорен случај. Декриминализацијата се ја прифатија, да речеме, Хрватска, Словенија, Португалија има исто такво искуство, Норвешка, мислам,
пред неодамна, така што сепак можеме да користиме и ние како Македонија од нивните искуства, колку год да се сите тие многу различни и спротивни едни со други, но тоа е трендот кој што се случува во земјите на Европската Унија, тренд кон декриминализација и депенализација на користење на канабис за лична употреба во рекреативни цели, секако сосема поинаку е регулирана употребата на канабис во медицински цели. Се уште, значи, во Европската Унија не е легализирана употребата на канабис, иако има многу бројни иницијативи во националните парламенти од различни политички партии, најчесто од опозицијата доаѓаат, но до сега ни еден таков предлог не добил поддршка за да може да биде изгласана легализација во некоја земја. Еве јас како еден пример кој што ми е познат, германските зелени, значи Зелената партија, 2015 ми се чини има таков предлог за легализација на употреба на канабис во Германија. И предлогот беше дозволено 30 грама канабис или 3 растенија да може во домашни услови да се одгледуваат со лиценцирање на производството на канабис и специализирани продавници за тоа, но и овој како и многу други предлози во различни земји, во парламентите на различни земји не беа усвоени, прифатени. Она што е пак случај со Уругвај и веќе 8 држави од Соединетите Американски држави е дека таму е трендот на легализација на канабисот за рекреативна употреба. И нивното искуство е веќе од пред неколку години, се разбира, американците секогаш имаат и прецизни финансиски анализи околу бенефитите, нели, финансиски од канабисот легализација. Па така, например, во Невада пресметале дека за 6 месеци од даноци добила државата $30 милиони. Во, мислам, беше Колорадо, ако се сеќавам, да, некој 247 милиони за една година. Ете така. И тоа се навистина некои суми до кои тие стигнале, но она што е за мене значајно кога зборуваме за декриминализација, па еве и за легализација на канабис, не само финансискиот импакт на државниот буџет, туку и она за што тие средства ќе се користат. И мислам дека тоа е многу важно прашање кој исто така треба да се отвори. Според мене, овие средства би требало да се користат во здравствениот систем и во образовниот систем, во едукација и превенција, особено на младите луѓе, од штетните последици од користење на опојни дроги, зависност и така натаму, но и во третман, лекување и рехабилитација на оние кои што се зависници од дроги. Исто така, посебно важно е за мене прашањето не само колку дефинирање колку грама е дозволено, што ќе биде декриминализирано, колку билки и така натаму, бидејќи декриминализацијата и депенализацијата сепак не ја допира темата на продажбата и набавката на канабис. А тоа е точно црниот пазар и тоа е полето на организиран криминал. И мислам дека е тоа исто така еден многу важен аргумент кој оди во прилог на декриминализација на канабисот и тоа го користат како аргументи другите политичари во другите земји. Интересна е проценката на државата Вашингтон дека во првата година од легализацијата го намалиле црниот пазар за канабис за 50%. И дека за 3 до 4 години од легализацијата црниот пазар ќе се намали, значи проценките се за 75-80%. И тоа е за мене вистина импозантна бројка и мислам дека е тоа од исклучителна важност. И се разбира последниот пример со Канада, која ја легализираше употребата на канабис за лична употреба.
Нивните ставови исто така одат во таа насока, дека ќе се намали практично црниот пазар, со тоа што ќе можат граѓаните да купуваат легално канабис. И проценките се дека за една година би имале придобивки од даноци по различни основи околу 1 милиарда долари. И она што е интересно во нивниот пристап е дека пресметките се дека би требало $1 по грам да бидат даноците или 10% на малопродажната цена, што и не е така високо кога станува збор нели за канабис, но пристапот е точно затоа што сакаат да бидат поблиску до црниот пазар. Значи, за да можат да ги трансферираат, да го трансферираат купувањето на бавката од црниот пазар на легалниот пазар, цената да не отскокнува како би биле мотивирани граѓаните кои веќе користат канабис да го земаат тоа на легален начин. И секако исто за поздравување од мој аспект е нивната заложба дека средствата што ќе се стекнат, што ќе дојдат во буџетот на овој начин, ќе се користат во здравствениот и образовниот систем. Јас нема да должам, мислам дека сум во рамките на времето и секако останувам расположена за дискусија. Фала Птиме. Добро да сумирам како права представничка на зелена политичка опција, Маја ги допре и оние другите аспекти на одгледување на канабисот, индустријски, текстил, гориво, градежништво, ХДС. Секако го слушнавме до некаде ставот на партијата, политичката партија која што таа ја представува и пар критики, коментари за рестриктивноста на законот кој што веќе го имаме. Меѓутоа, ете, тројцата говорници што ги слушнавме до сега, сепак во искажувањето на својот став има политичка опција позади тоа, по определба. И многу е интересно, бидејќи сите спомнувате нешто нормално дека ќе се намали црниот пазар, ако дома можам во саксија да си растам едно цвеќе, или ако можам да си го купам по пристојна цена истото тоа, кое што знам со каков состав или со каков сооднос и така, мислам. Тоа е веројатно, не знам, Јанаки ќе спомне колку примерите такви покажуваат тренд на намалување на црните пазари во земјите кои што го направиле тоа. Сега ја имаме Наташа Бошкова, адвокатка и активистка од коалицијата Маргини и Хопс, која што ќе зборува за влијанието на легализацијата на канабисот врз човековите права, јавното здравство и кривично-правниот систем. Повели Наталија. И благодарам, Ивана. Ова дискусија е одлична можност да почнеме да ги формулираме нашите барања, бидејќи во досегашните излагања и она што ние во организациите од кои што доаѓам го правиме е разгледување на постоечките модели, па некако се прашуваме до каде е декриминализација, што е легализација, измешани модели, кој е најсоодветниот модел за нашиот контекст. Кога зборуваме за декриминализација, најопшто значи укинување на кривичните одредби. А легализација значи ставање во рамка на одредено однесување, во смисла купување, производство, користење, количини, простор каде е дозволено и така натаму. Кај нас, кога зборуваме, и било каде всушност, кога зборуваме за рекреативна употреба на канабис, ние не можеме да ја изолираме употребата на канабис надвор од генералната употреба на други психоактивни супстанци. Тоа е дел од политика за дроги, како всушност државата се однесува кон поседувањето за лична употреба, кон поседувањето со намера да се продаде или за употребувањето за рекреативна употреба. Всушност организациите од каде доаѓам година назад работат, Хопс веќе повеќе од 20 години работи со луѓе кои употребуваат различни видови на психоактивни супстанци, незадолжително само канабис, и тука ја гледаме практично репресијата на системот кон сите видови на психоактивни супстанци. Од тука, ако ние дестигматизираме употребата на дрога генерално, ќе се разлабави и политиката за дроги и кон канабис, но и кон другите психоактивни супстанци. Како што кажав, не се случува во вакуум употребата на канабис.
Кај нас веќе е започнат процесот на легализација со донесувањето на измените на Законот за контрола на опојни и други психоактивни супстанции, со кои што се овозможува користење на канабис за медицински цели, но тоа е многу лош пример на легализација од повеќе аспекти. Веќе другите беа спомнати фаворизирање на моќни компании, строги критериуми кои можат малку од правните лица да ги исполнат, ограничен број на специјалисти кои може да препишуваат и така натаму. Јас би се задржала во делот на правата на пациентите, но и со што се засега и генерално политика за други. Кога велам политика за други, мислам на закони, политики, но и практики. Во Македонија не е забрането поседувањето на дрога за лична употреба, значи не е криминализирано, а праксата на полиција, обвинителство и судови со години наназад го криминализира таквото поведение. Кај нас е забрането, односно прекршок е употреба на дрога на јавно место, но не и ако вие дома сами употребувате некоја психоактивна супстанца. Од тука, значи, кога зборуваме за политика за други, треба секогаш да имаме предвид и праксата и контекстот во кој законите се применуваат. Че кај нас започна процесот на легализација, почнати се процесите и сега прашање е во кој правец ќе се движиме, во кој правец ние ќе застапуваме. Она што овој закон го направи, всушност не ја постигна целта заради кој се донесе, закон медицинска употреба на канабис. Всушност многу малку состојби се опфатени, иако во пракса луѓето гледаат бенефит во многу други состојби, така што луѓето кои употребувале претходно препарати од канабис продолжиле да ги набавуваат на црн пазар, самите да ги подготвуваат, значи не заради високата цена или заради слабиот квалитет на она што се нуди како легален производ, така што, значи, во тој дел не е исполнета целта на законот. Она што за мене е проблематично е тоа што овој закон за прв пат криминализира поседување за лична употреба. Таму во крајните казнени одредби предвидува некои од вработените во фирмите кои што произведуваат, доколку земе, задржи, пренесе, извади за лична употреба. Че кривичниот законник не потенцира поседувањето да се казнува за лична употреба, но овој закон за прв пат го криминализира поседувањето за лична употреба, што е опасен сигнал за правецот во кој во тој период законодавецот имал намера да ја води политиката за други. И тоа се потврдува и со праксата во моментот кога се отвори дискусијата за носење на тој закон, се зголемија претреси по домови и луѓе беа приведувани во станици за 1 до 2 стебла, кои буквално одгледувале за лична употреба. Во меѓувреме ние, иако многу го толкуваат овој закон како почеток на либерализација на пазарот, ние не гледаме никакво олабавување на кривично-правниот систем. Ние се уште имаме приведени за 1 џоинт, за 0,5 грама, луѓе добиваат затворски казни за употреба на канабис. Во таа смисла, оваа дискусија е и тоа како потребна и треба да продолжиме да ја водиме, да видиме дали ние во моментот ќе се залагаме за укинување на практично незаконитото праксата на криминализирање на употреба и поседување за лична употреба, или ќе се залагаме за подобрување на медицинската употреба во рамките на моделот на легализација, па од тука тие производи кои би се користеле за медицински цели би се регулирали, би се легализирале и за рекреативна употреба, па овие два пазари би се надополнувале. Значи тоа се опциите кои можеме да ги размислуваме. Ние имаме позитивни примери на декриминализација и легализација во светот, кои секако треба да ги земеме предвид, но не можеме копи-пейст да ги пресликаме во наш контекст, треба да имаме предвид кои се практиките на нашето поднебје, кој е било однесувањето на кривично-правниот систем, на здравствените, на јавното здравство кон ова прашање, за да може да видиме кој е најсоодветниот модел. Дали комбинација од делумна декриминализација, делумна легализација и така натаму. Значи тоа се работи кои ние допрва треба да се усогласиме и заеднички да настапиме да ги искристализираме практично нашите барања, затоа што вака сме конфузни. Бараме декриминализација, укинување на кривични одредби, а поседувањето за лична употреба не е ни криминализирано експлицитно. Значи бараме промена на практиките или не знам појаснување на оваа одредба која очигледно се применува
произволно од страна на институциите, од друга страна дали ќе го подобруваме и систем начинот на легализирање на канабисот за медицински употреби. Значи сакам да кажам, ова е нешто што треба ние допрва да го направиме, и тоа ние го правиме во организациите, затоа се уште не можам да излезам со конкретен став што е најсоодветно, но во меѓувреме се прават анализи и на другите сервиси. Практично се спомна моделот на декриминализација во Португалија. Тоа е еден од светски познат модел кој што се промовира како добра пракса. Таму се укинати кривичните одредби во однос на поседување на психоактивни супстанции за лична употреба, ама сите. Хероин, екстази, кокаин, канабис, се што постои на пазарот. И укинати се одредбите за казнување за употреба и поседување за лична употреба. Но самото укинување на кривичните одредби нема да ги даде посакуваните резултати во однос на јавното здравство, во однос на кривично-правниот систем или во однос на и финансиските импликации, ако сакате. Успешноста на моделот на декриминализација во Португалија е како резултат на пропратните сервиси кои се овозможуваат на овие луѓе. Праксата од работа со луѓе кои употребуваат дроги, многу често тоа се, како се вели, полидраг юзер, значи не е секогаш само канабис или не е секогаш само хероин или не е секогаш само кокаин, екстази, туку тоа е комбинација од повеќе супстанции, и од тука не можеме да зборуваме само за декриминализација на канабис, туку да ги следиме добрите пракси од моделите на декриминализација на останатите психоактивни супстанции. Покрај програмите за намалување на штети, тука се достапни програми од јавно здравство за третман на оние кои што имаат потреба, кои што се зависни. Имате програми за вработување, за ресоциализација, за советување, поддршка, различни облици на сервиси кои се пропратно во поддршка на законите со кои се декриминализира. Значи не е доволно вие само да ги укинете одредбите и да ги пуштите да се спроведуваат од страна повторно на истите оние кои до вчера биле джелат на луѓето кои употребуваат дроги. Така што ние имаме веќе одредена мрежа на програми за намалување на штети, главно спроведувани од Сдруженијата на граѓани, и веќе тие даваат добри резултати во однос на превенција од ХИВ. Вие ако ги втурнувате во затвор луѓето кои употребуваат дроги, во затворите е присутна дрогата, тоа е и Комитетот против тортура и извештаите на Народен правобранител го констатираат дека ние во затворите имаме психоактивни супстанции различни. Дури еден период беше, тоа е вајде спротивно на логиката на пазарот, поевтин беше хероинот во затвор отколку на улица. Значи до тој степен е распространети супстанциите во затворот. А вие во затворот паралелно немате програми за намалување на штети за инјектирање на одредени супстанции, и од тука вие овие луѓе кои што сте ги затвориле за еден џоинт ги изложувате на ризик за крвнопреносливи инфекции, заради тоа што една игла, еден шприц се употребуваат повеќе затвореници. Цело крило, да. Кога е дестигматизирана употребата, оние кои што имаат проблем со употребата, полесно ќе пристапат во програмите и во сервисите за третман на проблемите кои што произлегле од употребата на дрога, и во таа смисла ќе превенирате предозирање, ќе превенирате други јавноздравствени проблеми, а не затварањето на луѓето кои употребуваат дроги ќе заштедите пари на полиција, на обвинителство и на судските долги постапки, жалбена постапка, апелација, совети, па враќање назад и така натаму. Еве само претрес од вчера кај една од присутните тука, не знам, не можам да проценам, ама неколку сигурно полицајци, инспектори, нивното време кошта пари. Времето на обвинителите, времето на судиите за водење на постапка за 0,5 грама канабис. За состојбата генерално за казнена политика правевме едно истражување од октомври 2009 до декември 2013. Имам време само да во дополнување на колку казнената политика е на штета на луѓето кои употребуваат дроги, не на дилерите кои што се практично дел од целта на донесувањето на овие кривични закони. Значи, периодот октомври-декември просекот на затворениците во Македонија е околу 8,3%. Луѓето се затворени за некои од кривичните дела за поврзани со дрога. Значи, дали поседување со намера за продажба или овозможување. Приближно од 50% од затворениците се луѓе кои употребуваат дроги. Како што кажав, во затворите нема програми за намалување на штети, па таа казнена политика на праќање на луѓе за мали количини во затвори ги изложува дополнително на повреда на нивното здравје, па и живот.
За да го видиме не само политиката за дроги на национално ниво, направивме анализа на пракса на еден суд. Испративме барање до повеќе судови, но само судот во Струмица беше најреспонсивен во периодот кога нас не требаа податоците. Па во периодот октомври 2009 декември 2013 110 постапки се воделе против луѓе за некои од кривичните дела поврзани со дроги. Ние анализиравме 50 пресуди. И во тие 50 пресуди најголем дел од постапките беа за луѓе кои употребуваат канабис и тоа количините беа 0,3, 0,5, 2,3, 2,5. Во тој период од 4,5 години собрани биле 4 килограми марихуана, 9,6 грама кокаин, 105 таблети и 53 грама хероин. А 110 постапки да водите, полиција, обвинителство, судови, тоа кошта пари. Вештачење, тестирање на таа тревкаста материја, да, тоа исто дополнително кошта пари. Сега, оваа бројка во овој период, ова само сакам да го подвлечам, во Скопје била 511 постапки за некои од кривичните дела за поврзани со дроги, а во истиот период, односно конечно се завршени само 9 постапки за прекршоци за употреба на дроги. Заклучокот е дека во овој период во Скопје харале повеќе дилери отколку луѓе кои употребуваат дроги. Значи 9 постапки за 4,5 години прекршочни за употреба на дрога на јавно место, а 511 постапки за кривичните дела со намера за продажба. Многу истражувања, па и меѓународни документи веќе и Обединетите нации и Human Rights Watch и Светска здравствена потврдија дека криминализирањето на употреба на дрога не ги дава своите резултати, дека треба да се свртиме кон разлабавување на политика за дроги, на начин што, нели, соодветно на државите ќе се регулира. Декриминализацијата е еден од моделите кои се препорачува, но сепак сметам дека не треба само да пресликаме, туку треба да го прилагодиме на она што нас не треба. Тука ќе затворам, ако има уште некој. Фала, Наташа би рекла дека Ептенија искомплицира работа, што убаво до сега се изборевме. Легализација, декриминализација, во ова ќе може, она ќе може, сега сите странични приказни ни ги објасни и ти благодарам што вака ја надгради дискусијата. Очигледно е дека е нам прецени за застапувањето као луѓе на улица, вие тоа го работите тоа со години, меѓутоа нам не е потребна подобра формулација на нашите аргументи и воопшто на нашата борба. Ти благодарам за ова сумирање. Предпоставувам Јанаки Митровски, основач на Билка, едни од организаторите на овој настан и едни од организаторите на чести вакви дискусии, адвокат. Предпоставувам дека и ти на некој начин овие аспекти други ќе ни ги предочиш околу легализација или декриминализација, Јанаки? Билка се залага за легализација на канабис, токму од причини што ги напомена и ајде ќе почнам, нели? Токму поради причините кои ги напомена и претходните панелисти, особено Наташа го начна тој дел, значи во ред е да се оди кон декриминализација или депенализација на канабис, меѓутоа ќе решите само едно од прашањата, а тоа не го сузбива нормално црниот пазар, бидејќи нема да бидат гонети уживателите, меѓутоа тие мора од некаде да набавуваат канабис нормално. Во овој дел, во тој сегмент, Ивана, повеќе пати сум говорил на тие теми, не би да се сега повторувал. Би сакал сега кратко да се осврнам на потребите и интересите на граѓаните наспроти интересите на големиот бизнис. Значи, кога се донесе 2016 година март месец, односно кога стапи на сила измените во Законот за контрола на опојни и други психотропни супстанци, ноторен е фактот дека тоа беше интенционално концепирано така законското решение за да фаворизира не само голем бизнис, туку конкретно да фаворизира еден правен ентитет, не би никого прозивал, со име сите знаеме за кој правен ентитет се работи. И тоа му овозможи многу вносен бизнис на тој правен ентитет.
во тогаш и тогашната опозиција, а сега извршна власт, или барем најголемата партија, потенцираа дека гласаат за законското решение, бидејќи сметаат дека треба да се направи достапен канабисот во медицински цели за пациенти, меѓутоа нагласуваа дека законското решение е лошо. Сега се веќе власт и гледаме дека година дена подоцна ние немаме прогрес во овој дел, ниту во медицинскиот канабис, чија листа на специјалисти, односно на болести каде што може да се препишува, не е ревидирана од самото носење на оскудни 4, додека во европските земји тоа е редовно над 20, во САД е над 100. Добро, примерот со САД не го давам секогаш, бидејќи се они, баш што каже дечкото од левица, значи кај нив е кешот пред се, така да меѓутоа кај нас факт е дека е исклучително тесен просторот, односно специјалисти кои може да препишуваат. Ако не сме прогресирале на поле на пациенти и на граѓани, бизнисот и како прогресира. Во Македонија 8 правни лица се во моментов со лиценза, значи оперативни, ги исполнили условите, добиле лиценза и веќе садат некои од нив и неколку реколти имаат обрано, а додека 4 се во процедура и некои, по мои сознанија, некои 15 се поднесени. Јас би ве запрашал сите вас, кои се, ако има 12 нели правни фирми, кои се вашите бенефити како граѓани, кој бенефит вие го гледате како граѓани од тоа што во Македонија има 12 предпријатија кои се занимаваат со садење на канабис за медицински цели. Па нормално одговорот дека сам се наметнал дека бенефитите се, да не речам никакви, затоа што на пазарот вие имате 1 до 2 производи кои што се несоодветни, а од друга страна законот им дозволува на овие правни лица да се занимаваат со бизнис кој во поголемиот дел од светот е се уште нелегален, им дозволува да вршат извоз на екстрактот и немаат никакви законски, никакви обврски, бидејќи се комерцијални предпријатија, нормално дека си го гледаат својот финансиски интерес, и тоа не доведува до состојба да државата им овозможува вносен, доходовен, сигурен бизнис, нели нашиот премиер излезе со некоја бројка, не знам од кај црпи бројката од 100 милиони евра, не верувам дека некој направил посериозна анализа на колку приближно може да се очекува, ниту тоа може прецизно да се каже, но факт е дека тој бизнис е вносен, дека државата им го овозможува, а пациентите и граѓаните не гледаат речиси никаков бенефит. Она за што Билка се залага се повеќе точки и со измени на повеќе закони кои треба да се случат за да дојдеме до состојба на она да покрај правните лица бенефит од либерални политики во поглед на канабис имаат и граѓаните или имаат повеќе бенефити, ајде да прифатиме дека некаков бенефит и сега постои. Оно што Билка се залага е законска одредба, мојата колешка Наташа сигурно знае, веројатно знаат и останатите ако се занимавале со ова прашање, дека и точно е тоа Наташа што каже дека и нас не се законите лоши, туку е праксата идиотска, голем дел на тоа се должи на фактот да судовите нажалост се сервилни кон јавното обвинителство, што е една неприродна состојба, треба да биде судот, па под него нели обвинителство во полиција, кај нас е обратно, кај нас е МВР баба рога, па на нејзи е сервилно обвинителството, на обвинителството му е сервилен судот и тоа доведува до една, ова ќе кажам затоа што е важно, иако повеќе пати сум го повторувал, му текнало на Шврговски, кој беше тогаш републички јавен обвинител во 2009 година, откако се воведе привилегиран облик на членот 215, односно помало количество, но законот тоа не го одреди што значи помало количество, па Шврговски така од ракав се извади дека конкретно за канабис до 5 грама е помало количество, а над 5 грама по автоматизам носи обвинение за продажба или они користат една злокобна реченица која вели, нели цитирам, од самото количество, буквално сите обвиненија од ваков тип кај што нема други докази за продажба се базираат на една монструозна реченица и вели од запленетото количество е јасно дека се работи за интенција за продажба, дури да сте со 5,5 грама фатени, кои, не знам, за еден викенд ќе ги исконзумирате или тоа е индивидуално. Оно што ние се залагаме е да се ова е многу важно ако сте правник, многу луѓе не го разбираат тоа сериозно,
треба да се разбере дека ваквата поставеност на јавното обвинителство и ајде има право републичкиот јавен обвинител да дава задолжителни упатства, меѓутоа проблемот настанува кога судовите тоа си го земаат, не баре изворна право, а тоа секако не е и тоа нарушува еден од главните начала и принципи на уставот, тоа е нормално и меѓународни начала, тоа е нормално владењето на правото. Она што за Билка се залага е да се законски одреди количина, оваа количина од 70 грама, која јас ќе кажам е моја лично, не сме прецизирале во Билка, што е, да речеме, просечно од, не знам, 1 до 2 месеци за човек кој, да речеме, на дневна основа конзумира канабис, истото не се или не се казнува, или не се гони како кривично дело, или дури да остане како кривично дело, да мандатно казните бидат во смисла на парични глоби или други мерки кои што може да се применат. Во поглед на растенијата, Билка е на став дека секој што има, и тоа од самиот старт го имаме тој принципелен став, дека секој што има медицинска потреба, односно секој што има некоја болест, каде што канабисот наоѓа апликација, да му биде овозможено да може до 10 растенија да си ги одгледува во својот дом. И не треба противниците да го сватат тоа како нешто страшно, затоа што не е никаков проблем и тоа да се подведе под регулатива, односно под регулација, со тоа што од Билка инсистираме да прашањата за канабисот првенствено не ги третира Министерството за здравство, бидејќи сите знаете или до сега би требало да знаете дека канабисот не е штетно растение. Туку треба шифтот на контрола да се префрли кон Министерството за земјоделие. Не е никаков проблем секој да има 10 дома до 10 растенија, тоа да е под лиценца од Министерството за земјоделство и да може во секое време да ви дојде, ако има сознание и полицијата, и инспекција, дека вие имате на пример 20 растенија, вие за тие 10 растенија кои ви се плюснат дозволеното, исто така кривично би си одговарале. Ова е во една нормално предпоставена состојба, додека за лична употреба сметаме дека треба да се декриминализира до едно-две растенија да биде декриминализирано, односно да не се казнува како кривично дело. Во однос на медицинскиот канабис, како што веќе напоменав, факт е, а тоа мислам дека и пратеничката Маја го спомна, дека условите за правните лица се екстремно високи, се намерно екстремно високи, поставени за да разречат конкуренцијата, и тоа мора да се намали. Ајде, можам да разберам за медицински канабис, односно канабис за медицински потреби, да има високи критериуми. Треба да разберете дека тој канабис се дава на лица кои што се добар дел од нив со тешки состојби, со нарушен имунитет, и секако дека во тој случај канабисот треба да биде заштитен од штетни влијанија, од страни влијанија, од надворешни влијанија, од влијанија на природата и така натаму. Меѓутоа, доколку се оствари моделот за кој што Билка се залага, тоа е да има и легална продажба на рекреативен канабис, тогаш таква потреба за контрола воопшто не е потребна. Само особено ако знаете дека квалитетот на канабисот кој се конзумира во Македонија, барем во моментот, е исклучително низок. Така да мора да се работи на олабавување на условите за добивање лиценца. Повеќе пати се кажани, веројатно претпоставам да сега ги знаете условите. Друг проблем кој ми, кратка мала дигресија ќе направам, друг проблем кој ми го посочи господин кој во раководни структури на една од правниве лица кои работат, е недостигот на кадар. Недостигот на кадар кој го... Недостигот на кадар кој го, ќе скратам, кој оваа држава го има, ако и законот го пропишува агрономи со 3-годишно искуство од област полјоделство, фармацевти со 3-годишно искуство и така натаму. Мислам дека фармацевти кои ги исполнуваат условите во Македонија има само 36, а ние веќе имаме 12 предпријатија. Доколку она за што ние се залагаме е легална продажба на канабис под контрола на државата, но кога велиме контрола на државата, не го мислиме тоа во апсолутна смисла, бидејќи во апсолутна смисла тоа би значило дека државата ќе го монополизира пазарот на канабис, а во еден контекст на балкански менталитет или македонски менталитет на бизнис, близок до власта, тоа со секоја извршна власт и доаѓаат нови бизнисмени, тоа е факт.
тоа ќе доведе до пак монополизирање на бизнисот од страна на мала група на луѓе, што никако не би сакале да се случи и не можеме да го поддржиме. Она што ние силно се залагаме во Сдруженијето Билка е да е инклузија прво на македонскиот земјоделец. Пратеничките веројатно подобро од мене разбираат дека нели имаме консензус, се стремиме кон Европска унија, меѓутоа треба да разберете дека во Европска унија не постојат субвенции, односно постојат во екстремни случаи со дозвола и со долги процедури. Пред 10 години се последен пат давани субвенции во Европска унија. Па така да можеби оваа држава треба да се замисли, ако сака забрзано да иде кон Европска унија, што ќе прави со 150.000 земјоделци кои земаат, кои значителен број од своите приходи, значителен дел од своите приходи ги влечат токму од субвенции. Значи моделот кој ние го предлагаме подразбира инклузија на македонскиот земјоделец како одгледувач, што пак ќе повлече повторна измена на законот за контрола на опојни дроги, бидејќи тој сега дозволува само индор одгледување, а не надворешно одгледување, што значи тој систем со инклузија на микропредпријатија, семејни бизниси и одгледувачи во делот на одгледувачи, додека нели делот на преработка и екстракција, бидејќи тоа е многу посложен процес и поскап, нема никаков проблем да остане на големите бизниси и на правните лица. Сето ова нормално ќе зависи државата до каде сака да оди во овој процес. Дали би сакала со диспензери кај што ќе може да се конзумира канабис да биде тоа само за домицилни лица, само за македонски државјани, или ако сака дополнителен бенефит, може да дозволи тоа да се прави и за странски лица, што би повлекло нормално дополнителни средства. Сега друго нешто сакав да кажам, заборев. Во делот на факт е да сумираме дека државата, односно од 2016 година март месец навакам, го фаворизира интенционално го фаворизира големиот бизнис наспроти интересите и потребите на граѓаните. Од тие причини можам да ви најавам дека од септември месец ќе работиме на законски измени, ќе ги повикаме тогаш и останатите сродни здруженија или здруженија кои имаат слични цели и интереси, да поработиме малку посеопфатно, затоа што во право се и сите претходни соговорници дека постојат различни модели во зависност од тоа што сакаме да постигнеме. Ние сметаме дека правилен модел би било овие точки кои што сега ги истакнав, со тоа што инсистираме на тоа да евентуалните средства, доколку нели до тој модел биде прифатен, да евентуалните средства кои што ќе се добијат од оданочување, што колку имаме Ивана? Од оданочување на рекреативниот канабис задолжително да се користат за бесплатно или субвенционирано давање на масло на канабис на лица, на пациенти кои имаат состојба кај што канабисот апликативен, а немаат средства за тоа, и тоа намерно го кажувам дека треба да биде законски одредено, бидејќи доколку оставиме извршната власт да ги менаџира тие пари, се плашиме дека би завршиле непродуктивно. Така е впрочем, за 30 секунди ќе завршам, така е впрочем и во оние позитивни примери, например во Португалија, што го спомна Наташа, доколку ве фатат со канабис или со дроги, нели општо прв пат, вие не влагате во судска процедура, туку одите кај државно обезбеден тим од психијатар, адвокат и педагог кои ќе работат со вас нели на превенција. Не би должел подолго, сосема за крај, она што исто така го кажа, мене ми поставија гостов на еден ТВ пред 2 дена, а исто така една наша новинарка ми го постави истото прашање, тоа е веројатно атрактивно прашање околу нели влезот на семејството заеви во овој бизнис, им го одговорив истото, ќе го кажам и сега, ние немаме проблем никој да се занимава со тој бизнис, но имаме проблем кога законот дозволува луѓе кои имаат значителни средства да направат уште поголеми значителни средства, додека активистиве и уживателиве се под прогон. Моментално е под прогон Филип Достовски, јас ќе пројдам преку цело негово некоректно однесување и према Билка и према мене лично. Многу време сега, шо? Ајде, 30 секунди. Не е вред. И
Филип Достовски е под прогон, во понеделник е на суд, ќе ве повикам сите што можете, да не бидеме само Facebook активисти, ова е важно, затоа пречекувам. На 2.7. Зелена алтернатива повикува на протест, Билка го поддржува тој протест и членови на Билка ќе бидат на тој протест во 10 часот пред кривичниот суд. Исто така под кривичен прогон е и Моника Ристевска, за која веројатно набрзо ќе бидеме на суд. Модераторска работа е. Така. Океј, фала ти. Фала. Да, супер, фала ти. Фала ви на сите, особено ете некако Јанаки и Наташа многу ми ја закомплициравте работата. Штубава претходно си слушнавме излагања, ставови на представници на политички партии и некако мислам дека, не знам вам како ви се чини ова, али некако кој да ви ја искомплицираа задачата. Вие рековте дека се залагаме, ќе носиме политики, а сега мислам дека слушнавте колку е комплексно и проблематично и навистина специфична ова тематика. Меѓутоа, ќе пробам да извадам заклучоци, мислам дека ќе се надевам дека ќе се согласите сите со нив, бидејќи го сретнав сето тоа кај вас. Еден е заклучокот дека законот кој што го имаме, иако отвори некаква врата кон дестигматизација, денеска веќе и полесно, и ја и мајка ми и татко ми полесно збориме за овие теми, а веројатно и други луѓе, меѓутоа законот не е добар. Онака како што е донесен, не е добар, не соодветствува, не им помага на оние на кои што е наменет да им помогне, не им олеснува пристап на оние кои што треба да им олесни пристап, напротив, фаворизира големи играчи, дури и помеѓу правните лица. Потребен е прецизен модел, политика специфичен да го разработиме според која што ќе се легализира или декриминализира. Меѓутоа тоа, како што нагласи Наташа, не можеме никако да го гледаме како изолирана супстанца, изолиран третман, изолирана политика, туку во контекст на нешто многу поголемо, кое што ќе мора да биде пропратено со сите сајт, проекти, програми, сервиси, и така натаму, и дека конечно е потребно за овие теми знаењето да доаѓа од тука, бидејќи ние цело време се повикуваме и се реферираме на податоци, истражувања и финансиски и медицински од други земји. Со многу од нив можеме да најдеме заеднички работи, со многу од нив не. Веројатно тука дополнително комплицира и статусот за медицинско тестирање на субстанции и така натаму, меѓутоа дефинитивно мора да ги носиме политиките врз основа на не само тугите добри примери и искуства, туку и врз основа на систематизирано и категоризирано знаење кое што ќе го извлечеме од нашето поднебје, нашите навики, потреби, потенцијали и така натаму. Тоа го заклучив од сите вас петорица што го кажавте, се надевам се согласувате и сега ви го отварам подиумот вам да ќе собереме да речеме 3 прашања и упатете ги, бидете кратки кога ги поставувате, земете 20 на 30 секунди, упатете ги точно до некого и очекувајте одговор. Имаме 1, 2. Значи, еве да се пофалам дека се знам со професорот Мајкл Бейкс од Универзитетот во Јейл. Он боледува од карактеристична врста на дај ми го, не можам вака, извини. Значи, он боледува од карактеристична врста на мигрена, халуциногена мигрена, и он се има и докторирано, и сите книги за медицината и на марихуаната, он ги има напишано. Моментално во Сиетл се извинам, лобира за легализација. Значи, прво да кажам, јас не знам зошто и вие и други доктори не знаат, има многу, не е само, значи, ескепизам, не е само дрога, него и реално лечи, значи, марихуана, ако се консумира правилно. Значи, вака, крвните садови со старење и со ракот се стануваат помалку еластични. Они пулсираат заедно со срцето, се деформираат, а марихуаната им го враќа еластицитетот. Потоа исто така го зголемува апетитот кај оние кои што се на хемотерапија и на зрачење. Алкохолизмот исто така го лечи. Во Холандија, во тие земји во Латинска Америка
веќе скоро ич нема алкохоличари. Исто така многу помага во социјалната депресија, како што нашата земја го има, значи и јас еве ќе кажам дека овој пакет, мислам, од лоши работи кои што владата не направи ништо, за кои што Европска унија ни пиша минус, а да знаете дека и НАТО исто така спаѓа баш и овој закон, и така што јас знам дека лично разговарале за овој. Ја би рекол дека баш напротив, бидејќи кај нас има 50.000 луѓе на кои што им се блокирани сметките, а не можат децата да си ги однесат на лекар, нити било што, здравствено и социјално не може да се овозможат, ништо не направи заев за тоа, така што еве и ова тука спаѓа, овој закон, мислам дека они нема да го избуткаат на парламентот, се надевам дека ќе се смена, барем ова да се поправи, значи така што ја би рекол дека заев е тој кој што има срце од камен, а не Макрон, како што рече, така што требаат овие промени да се направат. Ја иначе да ви кажам, никогаш не сум консумирал марихуана, меѓутоа забележувам дека позитивни ефекти, као нешто порано биле алкохоличари или деликвенти, дека напротив многу позитивни ефекти има кај нив, така што еве јас сум за ова и сакам да и кажете ни зошто еве не ги земате во обзир овие нови медицински истражувања. Има дури и такви кои што истражуваат дека, да речеме, оние кои што консумираат кокаин не боледуваат од леукемија или некои врсти на рак, па се мисли дека лек против рак ќе се најдат некои сродни растенија тропски кои што се сродни на кокаинот. И второто прашање за представничката од парламентот, зошто еве не се најголемиот потенцијал на марихуаната кај нас е преку селскиот туризам и туризмот воопшто, рекреативниот туризам. Не гледам дека тој пакет сте го направиле, дека некој тоа го спомнал, еве кажете ми, или може би јас ве потсетив сега прв пат за ова. Така, благодарам. Фала. Конкретно да се работи на предлог закон за да се регулира оваа проблематика. И второ, дали имате податоци за луѓе кои што одгледуваат канабис во домашни услови, колку се санкционирани или криминално гонети, затоа што реално не е мал бројот на луѓе што прават масло во домашни услови за да лечат одредена болест. Фала. Имавме уште трето некаде? Одговорот би бил: постојат различни студии, се разбира, медицинските научници тоа го прават постојано, но знаете, во медицината се практикува едно правило: медицина базирана на докази. И не е доволно една студија која била некаде спроведена за да стане правило, да може тоа да го инкорпорираме како пракса и протоколи на работа. Добро е што се отвара таа тема и многу научници веќе се занимаваат со дејството на канабисот, но не можеме, знаете, на една изолирана студија да практикуваме медицина базирана на докази и на тоа да се повикуваме. Значи, праксата и правилата во докторската дејност се сосема поинакви и мислам дека е тоа релевантно и ние мораме да ги следиме сите како експерти. Ке ви одговорам, само ако ми дозволите. Замолив да немаме диалог, така сега надвор ќе се значи, диаложи. мојата дилема не е дали канабисот треба да се употребува во медицински цели, јас и тоа го кажав. Факт е и она што вие го кажувате, дека во многу болести, значи, се користи канабис и може да биде делотворна терапија и помага, и затоа немаме никакви дилеми и затоа и го поддржувам лекувањето со канабис за одредени дијагнози, затоа и реков дека премногу е рестриктивно, само одреден број на лекари специјалисти можат да препишуваат и тука нема дилема. И јас се залагам и за декриминализација и мислам дека правото решение е легализација, но поддржувам целата дебата и мислам дека треба многу внимателни да бидеме, да ги земеме сите работи во предвид, значи и нашето милје, и законската регулатива, и странските искуства се разбира, за да донесеме еден закон кој што би бил навистина целисходен и кој што ќе ги опфати сите аспекти. Но во однос на рекреативната употреба на канабис,
поддржувам апсолутно и мислам дека тоа треба законски да биде регулирано. Иако мојот личен став е, значи јас го кажав чисто моето мислење дека јас не пропагирам и не мислам дека е тоа добро. Мислам дека нашето здравје и физичко и ментално може да се негува и да се унапредува на други начини без користење на психотропни субстанции, психоактивни и така натаму. Но право на избор мислам дека е на секој индивидуалец, возрасен граѓанин тоа да го прави, и во таа насока ја поддржувам декриминализацијата на употреба на канабис за лична употреба. Фала ме. Благодарам. Може микрофонот само на Јувија. За мене се однесуваше оно прашањето во врска со развојот на туризмот. Ви благодарам многу за прашањето. Значи, сето тоа е многу убава идеја од ваша страна, затоа и овие дебати се добри, и тие идеи сепак нивната реализација зависи од законската регулатива која што треба да се донесе. Значи, ние не можеме да развиваме селски туризам поврзан со канабисот доколку немаме декриминализација, доколку законски не е сето тоа регулирано. Се надам, еве ќе се недоврзам и на господјата, исто така и на колегата што претходно разговаравме во врска со нашата активност во собранието во однос на ова прашање. Конкретно за ЛДП како партија од 2011 до 2014 немавме пратеници, од 2014 до 2016 имавме двајца, меѓутоа во тој политички контекст апсолутно беше, каде што беше поголем дел од времето бојкот, беше невозможно ова прашање да дојде на дневен ред и овој закон да се постави на маса. Политичкиот контекст никогаш не е добар и никогаш нема да биде соодветен се доколку ние не направиме напори заедно со невладините организации, со граѓанските здруженија, заеднички со сите партии, бидејќи ова задира во човекови права. А човекови права не се момент каде што можат да се собираат политички поени. Ова е нешто што треба да се направи и треба да го направиме ние како политички експоненти, меѓутоа секако како што кажа и модераторот, знаењето го црпиме од невладиниот сектор. Тие имаат експертизата, тие ги имаат истражувањата, правните дејства, како сето тоа правно се регулира, и ние сме тука да седнеме заедно со колегите и од левици, од останатите партии. Ве уверувам дека има многу големо расположение во собранието и во овој состав има голем број на пратеници кои што сте за ова, кои што го поддржуваат, и да успееме да извадиме едно законско решение кое што навистина ќе биде на задоволство на сите. Бидејќи сметам дека и доколку, еве, например, и во некој минат состав се излезало со ваков предлог, само колку да се поентира, еве, ние сме тие што излеговме со ваков предлог, а при тоа нема никаква можност сето тоа да се усвои, во најмала рака не е честно. Сега мислам дека веќе постојат основи да се отвори ова прашање, да се разговара и врз база на една сеопфатна дебата, врз база на знаењата на сите што ги имаат релевантни фактори, да донесеме едно решение кое што ќе биде навистина, како што реков, на задоволство на сите. Ви благодарам многу. Да, имам ја во однос на кога може да очекуваме нов закон. Морам да кажам дека во 2016 кога се донесоа измените за медицинска употреба, тогаш спремивме амандмани за значително подобрување на сегашниот текст во однос на медицинската употреба, и тогаш пратеничката Лилјана Поповска ги поднесе, но за жал тој предлог не најде на поддршка ни во опозиција ни позиција во тој состав на собранието. Амандманите се спремни, значи може уште во понеделник еве некој да ги поднесе, за да во овој транзиционен период барем го подобриме законот за опојни дроги во однос на медицинската употреба на канабис, а во меѓувреме да седнеме да пишуваме модел кој би значило и декриминализација и а во однос од првиот дел на прашањето беше кога може да очекуваме закон. А во однос на бројот на луѓето кои одгледуваат, значи стварно не знам бројка, ама знам дека не е мала, и токму во периодот кога, како што кажав во излагањето, кога се предложи носењето на законот за медицинска употреба на канабис, се зголемија претресите во домовите за таму каде што претпоставуваше или се знаеше дека луѓето одгледуваат. Така што да се криминализираат и се гонат луѓето кои одгледуваат дома за лична употреба, за медицински цели, значи имаме случаи каде еве
Филип во понеделник е на суд, токму заради тоа што кај него е најдена одредена количина која што ја користи за лекување. Така што не знам, ако Јанаки има бројка, статистика, може да... Немам конкретна бројка, тука е проблем што Државниот завод за статистика, кога ги добро предпоставам вие и до посебни овакво и до органи си имате обраќано, меѓутоа ако сакате да се ослоните само на Државниот завод за статистика, тој не ги категоризира кривичните дела по сам член, или пак ако е по кривичното дело по член 215 не ви дава информација за конкретно за кој наркотик се работи. Например, ако се осврнете само на Државниот завод за статистика, таму се по глави ги водат. Например, кривични дела против здравието. Сад добро во ред, најголемиот дел од нив 90% припаѓаат на член 215 и 216 во однос на делото од прашањето, така да немам прецизна информација за вас, во однос на другиот дел од прашањето кога можеме да очекуваме законски измени, видите, се согласувам со вас дека можеби доволно е направено на ваков план и дека можеби е сега време за тој друг чекор, односно законски измени, кога Билка се основаше, ние сме 7 основачи, и кога се договаравме дали ќе одиме институционално или строго, нели граѓански, јас мислам тоа не го кријам, јас бев единствен од 7 основачи кој беше за тоа да одиме преку граѓански механизми за учество, партиципација во власта, значи 10.000 потписи закон, меѓутоа преовлада мислењето кај останатите основачи дека од дузина до сега такви иницијативи од која Македонија осамостојана ниту еден не поминал, така да решивме да одиме институционално, меѓутоа ви уверувам дека ние сметаме дека веќе од септември е време да почнеме да работиме на законски измени, а кои чекори понатаму ќе ги превземеме, ќе ве известиме. Благовремен. Ви благодарам. Фала, Јанаки. Имаме ли уште коментари и прашања? Да дополнам нешто, да, како дополнување на Јанаки. Мислам дека ова е вистинскиот пристап. Јас затоа и во моето излагање, мислам, податоците што ги споделив дел од нив, тие се од Европскиот мониторинг центар за дроги и зависности од дроги, е така е називот. И тоа е центар кој спроведува анализи 20 години уназад. И тоа е она што нас не недостасува во Македонија, значи ние немаме јасни статистички податоци, затоа мораме да се повикуваме, иако и тие кои ги следат имаат проблем со точни статистички податоци. И, како што реков, многу е шаренолико законското регулирање во различните земји. И затоа мислам дека и оваа дебата и други на оваа тема точно одат во насока на изготвување на едно сериозно законско решение, кое што навистина нема да не доведува после во ситуација како ова со законов за медицинска употреба на канабис, после само 2 години да имаме потреба од менување на законите, тоа и често ни се случува и со други закони во Македонија, не е само тоа, но еве ја поддржувам идејата на Билка и мислам дека би можеле и понатаму да сработуваме во насока на изготвување на едно соодветно законско решение. Фала. Фала. Дали имаме уште прашања и коментари? Немаме. Океј, да не биде само дека фино тука си се согласуваме цело време со пратеничките наши, имаме сепак представници на политички партии кои што се во законодавниот дом, така да освен што се согласуваме на темите, сепак имаме очекувања од вас, тука сте со нас, доколку се случи некаков процес, веројатно вие и веќе соработувате и црпите, како што рековте, знаење, информации, меѓутоа би сакала уште еднаш да го истакнам постоењето и долгогодишното и децениско работење на некои организации и други институции на овие теми и секако потребата на граѓаните, така да се надевам дека за разлика од други процеси, дека во процесот на носење на некаков модел, легислатива или политика за ова прашање, ќе бидеме соодветно истретирани како луѓе. Ви благодарам уште еднаш, Даниел, Јулијана, Маја, Наташа и Јанаки. Ви благодарам за поканата на млади европски федералисти на Билка за оваа трибина и се надевам дека сега све почесто и почесто ќе се гледаме за ова, а веќе имаме прилика, рековме 2 јули,
2 јули во 10 саат са бајле, тоа е предосновен суд еден пред единица у поддршка на Филип Достовски, кој што е кривично гонет за се ова за кое што тука дискутираме. Имаме мал коктел надвор, така да сигурно ќе ви текнат прашања и коментари, ќе може да си ги размениме. Фала ви.